Градење меѓусебна доверба и толеранција преку прифаќање на сличностите и почитување на разликите. Ова е целта на проектот меѓуетничка интеграција во образованието. Со проекција на краток филм во просториите на невладината организација Лоја беа презентирани сите активности реализирани од наставниците и учениците од основните училишта Истигвал и Андреа Савески Кикиш. Како што изјави координаторот на проектот Славица Стефановска, ова е одлична можност за подобрување на меѓуетничката интеграција на учениците. Овој проект за цел има да ја подобри меѓуетничката интеграција на учениците во училиштата, како во средните, така и во основните училишта. Проектот како цел има пред себе зацртано да ја подобри комуникацијата меѓу учениците од различните верски и етнички заедници, вклучувајќи во него различен и голем број на активности кои што се преземаат во училиштата. Денеска тука се презентирани партнер училиштата, тоа е основното училиште Андреа Савески Кикиш и основното училиште Истигвал Тетово, но во склоп на тоа партнерство е и третото училиште, кое што е од друга општина, тоа е основното училиште Тодор Ангелевски од Битола. Во мултикултурните работилници, каде што учениците соработувале и се дружеле, учествувале и родителите на децата, кои исто така дале свој придонес во реализација на предвидените активности. Преку овие активности што се реализирани во училиштето, почнувајќи некаде од второто полугодие, одржани се голем број на средби, мултикултурни работилници и други наставни активности. Во нив децата имаа можност да се дружат меѓу себе, да се запознаваат за себе, да се научат едни за други, да научат за културата меѓу себе и подобро да се запознаат. Воедно во тие работилници учествуваа и родителите, така што заедницата беше вклучена и поддржана исто така и од самата средина и општинската заедница. Целокупната презентација на активностите е по иницијатива и желба на самите ученици, вели Стефановска. Највеќе се задржавме на учениците и нивните желби. Сите активности поттикна и почна од самите ученици. Тие ги дадоа иницијативите, тие дадоа предлози, ги предложија и темите, начинот на работа, така да им биде поблиску до она што тие можат да го разберат. Наставниците се трудеа, морам да кажам и да ги пофалам сите наставници во овој што беа вклучени во овој проект, заради тоа што си го жртвуваа и своето слободно време за да можат да ги постигнат сите цели и сите зацртани активности. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието трае веќе 4 години. Активностите во рамките на овој проект ќе продолжат и понатаму. Учениците на овој начин учат како да се дружат, а примерот кој им го даваат нивните родители и наставници уште повеќе ја подкрепува идејата за заедништво и борба за откривање и ублажување на предрасудите. Проектот е изработен од УСАИД, а поддржан од Министерството за образование, Бирото за развој и Центарот за граѓанско образование.